Добар ден и од мене. Представува секогаш задоволство да се биде дел од една успешна приказна. Овде во Кисела вода можам да кажам дека навистина и ОРЦ и Советот, оне дел од Советот кој што ја поддржува работата на ОРЦ, и пратеничката во парламентот и администрацијата во општина Кисела вода навистина прават многу работи кои што во минатото не биле правени, а кои што биле потребни за граѓаните во Кисела вода. Ја користам оваа прилика на ОРЦ да му честитам, на советниците, на пратеничката, на администрацијата во општината за сето тоа што го прават за жителите одека во Кисела вода, имајќи предвид дека сепак се соочуваат со лимитирани услови за работа. Од една страна, тоа не го спомена градоначалникот, кога ја превзема позицијата градоначалник, имаше голема дупка, голем долг, кој што е добро што постепено се врати, мислам дека и веќе отплатен целосно, а истовремено паралелно со тоа се соочува со притисоците кои што доаѓаат од владата, бидејќи градоначалник кој што доаѓа на изборите локални во 2021 година од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН не победува. Сега оваа влада на СДСМ и ДОИ што прави? Таму каде што имаме градоначалници од редот на ВМРО ДПМН и коалицијата, администрација, совет, мнозинство, тие не бираат средства како да вршат притисок и да ја попречуваат работата на исто. Но и покрај сето ова, успеваат да најдат начин да реализираат бројни проекти и како што кажа самиот градоначалник, веќе 90% од програмата која што беше дел од кампањата во 2021 година е реализирана. Добрата вест е што за неколку месеци од денеска ќе имаме влада која што е предводена од ВМРО ДПМН и ќе има многу средства за реализација на проекти овде во општина Кисела вода, средства кои што доаѓаат директно од централната влада, како што веќе во многу наврати кажав, повеќе од 250 милиони евра годишно или за еден 4-годишен мандат, 1 милиарда евра, идната влада на ВМРО ДПМН планира да реалоцира од централниот буџет кон општините и да реализира инфраструктурни капитални проекти за општините. Проекти кои што се однесуваат пред се на инфраструктурата, канализација, водовод, асфалт, онаму каде што има потреба од училишта, градинки и друг тип на капитални инвестиции кои што се потребни за граѓаните во определени општини. Овде во Кисела вода ќе бидат испорачени до 10 милиони евра годишно или некаде за еден 4-годишен мандат до 40 милиони евра проекти кои што општината ќе ги сработи и потоа веднаш по формирањето на новата влада започнуваме со реализација на истите. Мислам дека еден ваков инвестицијски циклус до сега нити општината, нити пак Македонија на локално ниво има видено. Тоа се средства надвор од буџетот кој што го има самата општина од сопствени приходи. Така што уште еднаш на крај ќе ми дозволите да честитам и на ОРЦ и на Советот, тука е Иван како председавач, на пратеничката Бети, на сите оние кои што се дел од администрацијата, на луѓето кои што помагаат, кои што се дел од цела оваа успешна приказна. Ќе ми прости некој ако го заборавив. Навистина, ова е пример како од ништо се прави нешто, односно како е возможно со добра, честна, храбра работа и покрај сите предизвици со кои што се соочуваат да испорачат резултати. Ви благодарам. Ако имате прашања, за изјавата на премиерот Ковачевски дека има мал и голем Груевски кој што владее во ВМРО. Видете, можеби и не треба да се коментираат, би рекол, овие ситни испади на Ковачевски. Не знам дали тој воопшто заслужува, но сепак ете уште некое кратко време ќе ја врши оваа функција каде што е. Ја слушнав таа изјава и морам да кажам дека кај господинот Ковачевски Фројд проработил. Можеби тој има лична фрустрација од мали работи. И поради тоа прави споредба со тие мали работи. Јас би го советувал дека тие мали работи кои што предпоставувам него го фрустрираат,
не треба да го фрустрираат. Треба да гледа од позитивната страна на тоа, бидејќи уште за малку време ќе биде таму каде што е, а потоа и ќе замине. А некои мали работи кои што представуваат негова лична фрустрација, за жал ќе мора цел живот да ги носи. Зборувавте на лидерска средба, дали очекувате од другата страна да бидете, бидејќи постојано вела дека лидерска средба би се одржала само доколку се работи за евроинтегративниот процес, и дали очекувате да имаат слух од власта за вашите повици дека претседателските и парламентарните избори да бидат последните минути кои да идат на истражба? Јас ценам дека за евроинтегративните процеси во државата постои консензус, дека Македонија треба да биде дел од Европската унија и да продолжи по тој пат, и тука немам нити јас нити тој дилема. Доколку капитулацијата и националното предавство кое што тој Стево Пендаровски и Бујар Османи го подпиша и го наметна условот за промена на устав, а за тоа да добијат ништо, е дел од тој евроинтегративен процес кој што тие го замислуваат, тогаш за тоа и сме разговарале, го знаат нашиот став и нема што нити тие да го губат нивното време, нити ние да го губиме нашето време. Дали сакал Ковачевски или не сакал, избори ќе има. До сега, во овие повеќе од 3 децении, не се случило да нема лидерска средба на која што ќе се договорат термини за тие избори. Не се случило да нема разговори во кои што ќе се дефинира изборниот законник, затоа што таму има препораки од ОПС и од ИХР технички кои што треба да бидат имплементирани, некаде околу 12 на број. Не се случило 6 месеци пред избори да не биде упатена покана до мониторинг мисијата на ОПС и од ИХР. Треба да се дефинира дата за техничка влада. Ова се работи кои што сакал Ковачевски или не сакал ќе се случат за неколку месеци денеска. Затоа велам јас дека треба да се разговара на таа тема. Ако мисли дека не треба да се разговара, во ред, одговорноста е негова. Но треба да разбере дека таа одговорност и сега кога е премиер и од кога ќе биде жестоко поразен на изборите, ќе треба да ја носи со себе. Тој нека одлучи. Еве јас јавно уште еднашка велам, треба да седнеме и да разговараме за рокови, за дати, за да можеме да организираме еден процес, тоест 2 процеса кои што се многу важни за Македонија, претседателските и парламентарните избори, и да ги согледаме сите можни предизвици кои што се поврзани со овие процеси. Така што јас повторно ќе кажам, стојам на располагање на оваа тема, кога сака тој, каде сака, да седнам и да разговарам. За се останато, можеби не е добар соговорник Ковачевски, бидејќи после поразот на парламентарните избори не е сигурна неговата иднина во рамките на партијата СДСМ. Предпоставувам тој што ќе го замени, или таа, или не знам веќе како им е таму планот, тоа си е нивна работа, би бил соодветен соговорник да видиме дали остануваат на истата патека како што и претходно беше, а тоа е дека Македонија треба еден ден да биде членка на Европската унија. Така што нашите разговори на таа тема се завршени со последната средба во клубот на пратеници. Јасни се позициите, тогаш ништо не е сменато и во следните неколку месеци нема да се смени. Ние треба да разговараме за едината на државата, бидејќи ни престојат 2 суштински и комплексни процеси. Второто прашање беше просто за двојните избори. Логично е да има двојни избори за да се намали трошокот, затоа што еден изборен процес е меѓу 7 и 10 милиони евра кои што ќе бидат потрошени, и сега би било малку несмасно и некоректно од наша страна во услови на криза, во услови кога половина населението гладува и едва врзува крај со крајот први до први, ние да зборуваме за одвоени изборни процеси, уште повеќе што можеме да влеземе во политичка и уставна криза ако претседателските избори не бидат успешни. И тогаш наистина влегуваме во еден озбилен проблем, имајќи во предвид дека 25-та година е повторна изборна година, имаме локални избори. Нашата намера е само да помогнеме во процесот и државнички да се однесуваме и цениме дека можеби најдобро за државата е да има заеднички избори, вториот круг претседателски да бидат со парламентарните избори. Но ние сме подготвени на било кој концепт, секако ќе бидат поразени. Јас од прилика сега, ако ме прашате, ги кажав бројките неколку пати во јавноста, кои што ценам дека ќе бидат. Првиот круг очекувам разликата да се движи помеѓу 100 и 150 илјади гласа
помеѓу кандидатот на ВМРО ДПМН и Стево Пендаровски, најверојатно ќе биде кандидат на подржан заеднички од ДУИ и СДСМ. И веќе во вториот круг таа разлика ќе биде поголема, а за заедничката коалиција на Алијанса на албанците, ДПА, ДУИ и СДСМ, ВМРО ДПМН коалицијата што ќе ја предводи, ќе има минимум 10 пратеници повеќе од текмица. Господине Мицковски, актуелно уште прашањето околу законот за амнестија кој влезе во собрание. Власта најави и амандмани по истиот, дали опозицијските пратеници, односно пратениците на ВМРО ДПМН ќе дадат поддршка за нив? Не, ние кажавме, мислам сега да правиме страда на политичката сцена, немаме намера, нашиот став е јасен, познат. Условите се тие, тој закон треба да се повлече. Вака како што се борат да ги амнестираат криминалците, наркодилери, насилници, изнудувачи и така натаму помагатели во оној случај монструозен, грозуморен монструм, да се бореа за државата, немаше да бидеме последни според стандардот и први по инфлацијата, но за жал оваа влада ги интересира се само не народот и државата, но повторно ќе кажам, добрата вест е што ова ќе трае уште неколку месеци, веќе не се години, месеци се во прашање, недели се во прашање, а потоа треба да се свесни дека ќе има одговорност, да нема после тоа вака било, така било. Ево што сега предупредуваме, да нема после тоа политички вакви, политички такви процеси, треба да се соочат со одговорност. Има уште еден закон од Министерството за правда за помилување, дали би го поддржале тој? Не сме видели таков закон, нека дојде тој закон, па ќе го дискутираме да видиме што опфаќа тој. Ваш коментар за законот за игри на среќа кој што се европска зданица влегува во суперниот? Па сведоци сме изминативе денови со кои луѓе се уортачиле во овој бизнес. Јавноста е сведок со кои луѓе се уортачиле во овој бизнес. Така што единствено европско за нив во случајот и проамеричко е тоа што ги предаваат националните интереси на македонскиот народ и Македонија. Но кога станува збор за бизнис, за коцкање и слично, тогаш немаат проблем да се уортачат со луѓе кои што се на црната листа на Соединетите американски држави и да си тераат бизнис. Така што и многу други примери се да не ги редам и така натаму. Така што ценам дека злоупотребата на европското знаме уште еднашка треба да биде коментирана од европски представници, иако и од нив не очекувам премногу. Предпоставам една до две изјави ќе кажат и потоа ќе грчат рамене, ќе речат ние толку можеме. Оваа влада е таква каква што е. А ние знаеме дека не е баш така, дека оваа влада и овие луѓе, бидејќи ја немаат поддршката од народот и легитимитетот на народот, единствен фактор на влијание се токму тие пред кои што коленичат на дневноста. Кој вашиот став кон информациите во јавноста дека идната година платите на функционерите ќе се зголемат за дополнително 400 евра во однос на зголемената просечна плата која се исплати во денот? Идната година ќе имаме нова влада која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН и како што кажавме во многу наврати ќе имаме нов правилник на исплата на плати и нивелирање на коефициентите и нова методологија и тогаш нема да биде случај овој вие што го кажувате.